Македонија во мртва трка со Србија и Хрватска за привлекување на американско-тајванска компанија која треба да вложи околу 250 милиони евра, тврди директорот на технолошко-индустријските развојни зони Јован Деспотовски. Делегацијата доаѓа на почетокот на следната недела, така што разговорите, веќе подготвителни разговори имаме веќе со представници на оваа компанија во изминатиот период. Како што кажав, конкуренцијата е доста сериозна. Станува збор за големи инвестиции, споменав некаде на 250 милиони евра. Така што ќе работиме до крајот на годината, бидејќи целта е некаде, односно најавите од компанијата се некаде до крајот на оваа година да има конечна одлука за тоа. Дали ќе се избере прво регионот во однос на Кина, а доколку се избере регионот, дали ќе биде Северна Македонија, Србија или Хрватска. Македонија засега ја губи битката со соседите во привлекување на странски инвестиции. Додека Србија лани привлече речиси 4 милиарди евра странски инвестиции, а Албанија над 1 милиарда евра, Македонија со 512 милиони евра се најде во друштво на Косово, Црнагора и Босна и Херцеговина, држави кои не се толку успешни на овој план. Многу инвестиции останаа само на најави. Google, Facebook, IKEA, Volkswagen се само дел од нив. Инаку странските инвеститори кои веќе работат во зоните, веќе плаќаат повеќе за газ и струја. И покрај зголемените трошоци, најголем проблем во иднина ќе биде кадарот. Од ТИРС велат дека засега се наоѓале работници, но за кратко, квалификуваниот кадар ќе стане дефицитарен. Се уште има, иако мислам дека не сме многу далеко од моментот кога ќе се соочиме реално со недостаток. Верувам дека имаме се уште резерви, верувам дека има добар дел од младите луѓе кои што се уште можеби не целосно ги согледуваат можностите што ги нудат компаниите во самите зони, така што ќе се обидеме тие можности да ги донесеме што е можно поблиску до младите луѓе во државата. Така што верувам дека во некој краток или ајде да кажеме среден рок се уште ќе можеме да одговориме на потребите на компаниите, иако повторно кажувам, Македонија не е изолиран случај, земјите во регионот веќе се соочуваат со... За 6 месеци во земјава влегле 240 милиони евра. Отворени се речиси 1000 нови работни места, а реализирани се и 1,7 милиарди евра вкупен извоз, што е раст од 11%. До крајот на годината Деспотовски очекува инвестиции во вредност над 400 милиони евра, кои ќе отворат преку 5000 работни места. Но плановите се едно, а реализацијата друго. Бројките покажуваат дека во земјава годишно влегуваат помеѓу 200 и 300 милиони евра. Најдобра година е 2018-та, кога влегуваше 114 милиони евра, инвестиции договорени од претходната влада.